Незината несебичност се покажа со постојаното присуство на многу хуманитарни збиднувања. Урбана девојка, амбициозна, потврдена, еден од најголемите гласноговорници за Скопје и проблемите на скопјани. Врти сучи, тоа ти е Ана Зафирова. Ана, добре ни дојде по трети пат во Високи Октани. Благодарам за поканата, веќе се чувствувам како дел од екипата. Нормално, првната прва беше Серес, па боедисувавме пешачки премин. Заедно со Марко? Заедно со Марко. Уствари Марко е трети пат, али дека дамите имаат предност, ти си на прва листа на посетеност. Супер, одлично ми звучи дружбата со екипата која што подготвува Високи Октани, затоа што се случуваат непредвидени работи, ама воедно сите тие работи кои што ги доживувам сега, ги имам како искуство прв пат во животот, почнувајќи од трката која што имавме во Серес. За прв пат боедисувавме зебри со Марко, а сега ќе возам за прв пат и нов Ford Focus. Така е. Јас не бев во Серес, ке те прашам како си пројде? Бомбона, значи тоа беше доживување кое што ги памтам за цел живот, затоа што никогаш не сум се соочила со толкова количина на страв. Никогаш толку јавно не сум си признала себе си дека не сум толку храбра како што си се преценувам, така што генерално мислам дека си ги прецени силите? Така што мислам дека секој од нас треба да се доживее таков некој адреналински шок, да се свати до кај со себе си што може, што не може да прави. Епа тогаш си рече дека не си љубител на брзи возњи, дека повеќе сакаш градско возење. Нешто што е својствено за мене, без голема количина на ризик во возењето, почитување на некакви норми и стандарди, значи како што велат досаден шофер, шофер по книга, да, тоа сум јас. Епа за тоа денес ке возиш нешто повеќе од автомобил, Ford Focus. Ајде, и супер. Ќе го свртиме Скопје? Ајде, ајде. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Ана, да се вратиме на тоа по кое што сите најмногу те познаваат. Врти сучи, тоа ти е Скопје, проблемите на скопјани. Јас најубаво го познавам градот. И ти најубаво го познаваш градот и проблемите на скопјани. Како дојде до името Врти сучи? Има некој мит, легенда, нешто приказна околу тоа? Уредник во Канал 5 во тоа доба кога ја правев емисијата, ми беше Горан Величковски и во моментот кога решававме како треба да се именува таа емисија, имавме и неколку опции. Меѓу другото, како што нафрлавме од рака некои типични реченици, фрази кои што ги користи во секојдневниот живот, кои што сакавме да бидат наслов, и циркулира и Врти сучи, така се Ми фати око највише. Ми фати едно уво. Да, уво, да. Ми фати уво и така решивме дека емисијата за Скопје треба да има автентична скопска фраза во свое име, бидејќи таква е содржината која што ќе ја презентираме и тоа е тоа. Колку време идеше, мислам дека Во етер одеше 5 години како циклус и потоа ја заминав надвор од земјава. И од кога се вратив, сметав дека нема потреба во моментов од создавање на такво градско шоу, затоа што сметам дека во моментов за градов се потребни повеќе активизам индивидуален, отколку некакво солење памет од позиција на медиум. Така што мислам дека активизмот треба да го препознаваме повеќе на улиците отколку во медиумите, затоа што во моментов мислам дека тоа му е неопходно на Скопје. Што правиш надвор? Бев на специализација во Америка, бев студент на State Department-от, тоа е една програма на Американската амбасада именувана како PDY, Professional Development Year, специализација за односи со јавност и телевизиско новинарство. И имав најубавата година во мојот живот. И кога се врати тука? И кога се вратив тука имав шок. Вау! Без разлика на тоа колку го сакаш тоа што си е твое, редовно 5 години за Скопје се врати од Америка и знаеш што беше многу интересно? Тоа е исто како да носиш стари чевли кои што некогаш те биле удобни, ама сега веќе не се така удобни затоа што твоите чевли кои што си ги менувал познаваат и подобар асфалт. Буквално мене тоа ми се случи. Просто твоите нозе не беа за овие улици повеќе кога се врати. Се врати? Се вратив на телевизија, се продолжи потоа со работа, со нешто поинакво и мислам дека привлекува внимание. Работам на еден проект кој што се вика МК проект, профилирање на успешни македонски приказни
Иако имаме убедување дека нема многу такви кај нас, мислам дека баш преку овој телевизиски ангажман докажуваме спротивното, дека имаме и поединци кои што не ги гледаме често по медиумите и не обседнуваат со тоа што носат, каде шетаат, каде патуваат, каде се шминкаат и каде прават фризури. Да. Да, те имаат други фокуси во животот и многу ми е мило затоа што баш ги имам тие некои ретки ситуации да се подружам со нив барем во текот на снимањето. Хајде на кратко твојот автомобилски профил. Што возела Ана се до сега во животот? Јас имам едно Какви коњи пунто. јавала? Јас имам едно пунто кое што многу си го сакам, кое што има многу лузни на себе, ама тоа е типично за градско возило. Кога кажувам лузни, сметам на гребаници, удредници. Колку е стара? Па, не знам, од 2004-та. Има да го минуваме? Да, и овој фокус Се одлично надевам легна. дека да, ќе те убедиме. Одлично легна овој фокус и оние забелешки кои што ми беа први, колку е помек од мојот автомобил и полесен за возење. Ама веројатно тоа се доаѓа и со фактот дека е туку што излезен од фабрика. Особено па и американците. Имаш пред неколку години. Ствари ти си првата која што високи октани си првите кои што имале чест да го истестираат возилот. Да. Така да сме почестени. И си почестени. Да си ме повеќе во тоа. Инаку знаеш дека паркира сам. О, не. Да, паркира сам. Отчитува сообраќајни знаци. А вози сам? Да го пуштам? Вози сам ме пушти го. Со атрактивен New Kinetic дизајн, новиот фокус ги впиваше погледите на минувачите додека едревме низ градските улици. Ана Зафирова, познатото ТВ лице и наш гостин возач, штом го виде воодушевено рече елеганција и моги. Од старт навестува повеќе од тоа што на прв поглед нуди и мазно ги освојува градските улици. Динамичниот 2.0 TDCi мотор на отворено ги истакна 140 конски сили. Задоволна од Ford Focus-от? Одлично, супер искуство. За прв пат возам вакво возило и има неверојатни предиспозиции во однос на моето кој што си го имам по дома. Така што ова е сериозно повеќе од автомобил. Баш ми е мило што се допадне и што ни беше по трет пат гостин во високиот тај. Задоволството беше моја. Управливо и комфорен како во класа погоре. Однадвор елегантна и мокна предница, хромирана LED маска и LED светла, динамични странични линии и спортски крај со LED светла. Внатре квалитетни материјали и врвна изработка, кожа, алуминиум, топ пластика и ткаенини. За комфор придонесуваат серија сигурносни системи, безбедносен систем при мали брзини, систем за предупредување на напуштање на лента, за помош при паркирање и препознавање на сообраќајни знаци, автоматски долги светла, адаптивен темпомат, потоа дигитална клима, лумбално регулирање на предните седишта и уште многу додатоци. Или, ако ни запрашате со 3 збора да го опишеме, тоа ќе бидат забава, практичност и технологија.